Продолжуваме се работа, точка 16. Информација за состојбата со употребата на наркотици и психотропни супстанции кај младите во општина Гевгелија. Представниците се присутни, повели. Почитувани, во ЈЗО психијатриска болница Најгорци во Гевгелија во моментот се сместени 232 пациенти. Болницата врши здравствена услуга од областа на психијатријата за пациенти кои се со место на живење на територија на Источна и Југоисточна Македонија, опфаќајќи ги градовите Штип, Пробиштип, Свети Николе, Делчево, Берово, Кочани, Струмица, Велес, Неготино, Кавадарци, Демир Капија, Баландово, Дојран, Богданци и Гевгелија. Болницата обавува секундарна здравствена заштита од областа на психијатријата во рамки на болницата. Организационата поставеност е организирана во два болнички оддели, во рамки на кои работат 4 лекари специјалисти психијатри, 1 општ лекар на специјализација и 1 општ лекар кој чекува одобрување на специјализација. Од здравствен кадар, освен лекари, вработени се и 27 медицински сестри, 20 психолози, 1 социјален работник, 1 лаборант и биохемичар. Оваа бројка на вработен кадар е премала, имајќи ја предвид бројката на сместени пациенти во нашата болница 232 пациенти. Во тек на 2024 година примени на болничко лекување се само 416 пациенти, а амбулантски лекувани вкупно 997 пациенти. Најчести диагнози и болести кои се третираат се шизофренија, која што е по МКБ класификација со шифра F20, болести на зависности F11, депресија F32, душевни расстройства и расстройства во односите предизвикани со употреба на алкохол F10, налудничеви перзистентни расстройства F22 и биполарно афективно расстройство F31. Во текот на 2024 година 25 болнички лекувани пациенти се регистрирани поради завист од дроги и други психотропни супстанции. Од вкупно 25, 18 се мажи, а 7 се жени. Што се однесува до возраста која во основа е битна за одговорот на барањето на информацијата, бидејќи се однесува на информација за состојбата со употреба на наркотици и психотропни супстанции кај младите во општина Гевгелија, нашата установа не се занимава со давање здравствена заштита на лица под 18 години. Третманот на малолетни се врши во рамки на други институции, така што до 19 години немаме регистрирани пациенти. Од 20 до 34 години се регистрирани 15 пациенти, 10 мажи, 5 жени, над 35 години 10 пациенти, од кои 8 мажи и 2 жени. Од вкупно регистрираните 25 пациенти, 21 не се во брак, 15 мажи и 6 жени, а 4 се во брак, 3 мажи и 1 жена. Сите 25 регистрирани пациенти се со средно образование. Од вкупно 25 пациенти, 15 се ново регистрирани, односно во текот само на 2024 година, кои прв пат се јавиле на лекување во нашата установа, а 10 се регистрирани од веќе претходни години. Во текот на 2024 година не е регистрирана смртност кој овие наброени лица, додека биле на лекување. Битно е да напоменам дека не се сите сојуживеалиште, односно престојувалиште на територија на општина Гевгелија, бидејќи болницата територијално, како што и на почетокот кажав, врши здравствена заштита на најголем дел од источниот и јужниот дел на Македонија. Од општина Гевгелија се регистрирани 4 лица со возраст од 22, 43, 46 и 48 години. Реално бројката е далеку поголема ако се земат и податоците од годините наназад кои биле на лекување, кои се испишани и продолжиле со домашно лекување и лекување со бубренорфинска или метадонска терапија. Кај сите корисници на дрога и други психотропни супстанции
Сите се корисници и се регистрирани како корисници на опијати, најчесто хероин во комбинација со марихуана и амфетамин. Ако се направи компарација во минатото и сегашната состојба, ќе се види дека бројот на лица зависници од дроги и други психотропни супстанции во порасте. Во минатото оваа бројка била пониска со бројката и состојбата како што е сега. Благодарам. Почитуван председателе, почитувани советници, почитувани присутни, од име на Центар за социјална работа Гевгелија ви беше доставена информација за состојбата со употреба на наркотици и психотропни супстанции кај младите во општина Гевгелија, со тоа што злоупотребата на дрога и другите психотропни супстанции е актуелен сериозен глобален проблем што претежно се јавува кај младата популација. Причините за тоа не треба да се бараат само кај младите, туку подлабоко и во општеството. За да се добие една реална слика за состојбата со злоупотреба на психотропни супстанции кај младите во општина Гевгелија, потребно е да се направи едно посериозно истражување со кое ќе бидат опфатени пред се младите, родителите, институциите, училиштата, полицијата, здравствените институции, Центарот за социјална работа, локалната заедница. Во меѓуопштинскиот Центар за социјална работа Гевгелија евидентирани се зависници од дрога и алкохол која користат социјална услуга третман и рехабилитација во терапевската заедница Покров Струмица, кој е областен давател на услугата и е единствен во југоисточниот регион. Од воведувањето на услугата, поточно од 2020 година, па до денес, оваа услуга ја користеле 12 зависници на возраст од 30 до 55 години, од кои 10 зависници од психотропни супстанции и 20 зависници од алкохол. Во моментот услугата ја користи само едно лице, зависник од психотропни супстанции. Лицата зависници од алкохол и психотропни супстанции почесто се јавуваат во нашата евиденција како сторители на семејно насилство со изречена судска мерка задолжително лекување и се опатуваат во психијатриска болница Негорци. Од вкупниот број евидентирани сторители на семејно насилство на годишно ниво, речиси 50% од лицата се евидентирани како зависници од дрога и алкохол и имаат проблем со истите. Наша проценка е дека поголем дел од зависниците никаде не се регистрирани и дека нивниот број е многу повисок. Центарот за социјална работа ги евидентира лицата кај кои веќе е развиена зависноста, но не значи дека секоја употреба на дрога е зависност. Познато е дека младите кои рекреативно и викендашки ја користат дрогата никаде не се евидентираат во системот. Во однос на употреба на психотропни супстанции и алкохол кај малолетната популација, односно деца до 18 години и постари малолетници до 21 година, имаме сознание дека поголем број од младата популација експериментира со дроги, има пробано или редовно користи марихуана. Исто така дрогата е многу лесно достапна за младите и дека многу од нив ја користат на ноќни журки, забави, а возрастната граница кога младите се изложени на први контакти со дрога се пониски во последно време и изнесува од 11 до 12 години. Овие информации се добиваат директно од разговорите со децата, како и од нивните родители со кои работиме советодавно. Од малолетните деца добиваме информации дека поголем процент редовно користат и алкохол на ноќни забави за време на викендите. Загрижувачки е фактот што треба задолжително да се купа шиша алкохол, да се резервираат маса на ноќни забави и тоа ги чини до 5000 денари. Освен овие информации, укажуваме дека сериозно треба да се пристапи кон оваа негативна појава кај младите во општина Гевгелија со соодветно внимание и третман. Затоа сметаме дека е потребен мултисекторски пристап, односно вклученост и соработка со сите институции кои работат со младите. Од особена важност се превентивните мерки и едукации во училиштата, каде младите го поминуваат поголем дел од времето со цел да стекнат знаења за негативен став кон оваа девијантна појава. Училиштето е социјална средина, каде децата го поминуваат поголем дел од денот, така да и ова институција има огромна улога во воспитувањето на децата и таму каде што родителите немаат доволно капацитет да се справат со развојните фази на децата. Тоа подразбира ставање посебен акцент
на воспитниот процес на училиштата од страна на професорите и стручниот кадар таму. Денес, во време на големи општествени промени, слабење на моралните норми и вредности, слабење на семејната кохезија, зголемен процент на социопатолошките појави, а посебно зависноста од дроги, неминовна е улогата на сите чинители на локално ниво како фактори во борбата против девијантните појави. Посебно е потенцирано значењето на училиштето во сузбивање на зависноста од дрога, бидејќи зависниците почнуваат да злоупотребуваат дрога на свои 13-14 години, период на адолесценција и време кога детето голем дел од своето време го поминува со своите врсници во училиште, кои најчесто се негови соучесници, и оттаму произлегува значајноста на училиштето во борба против зависноста од дрога. Исто така, недостасуваат јавни дебати, обуки, семинари и едукации на оваа тема за младите, родителите, наставниот кадар, надлежните институции за постапување, каде на еден сеопфатен пристап ќе се разгледаат сите предизвици со кои се соочуваат најмладите и нивно полесно оправување. Потребна е поголема посветеност од сите институции, како на централно, така и на локално ниво, се со цел да се има поквалитетно задоволување на социјалните потреби на младите. Локалната заедница треба да овозможи сите граѓани да живеат во безбедни средини, каде благосостојбата на младите ќе биде на едно високо ниво, да се посвети поголемо внимание на нивното ментално здравје и во соработка со сите институции, граѓански здруженија, да се понудат содржини за младите, алтернативи кои ќе придонесат за едно поквалитетно организирање на нивното слободно време. Сите заеднички треба да ја водиме битката за едно поздраво општество, каде младите ќе не бидат приоритет и ќе бидат активно вклучени во носењето на програмите и развој. Ви благодарам за вниманието и доколку имате некој прашање, ви стоам на располагање. И за на крај, би сакала не само да пишуваме на хартија, да превенираме на време, за да ги заштитиме нашите млади, кои треба да живеат во здрава средина. Ви благодарам. Благодарим и ние за вашето исцрпно излагање на двете представнички на институциите од каде што доаѓаат, а ние продолжуваме со прашања и дискусии доколку ги има. Доколку нема, благодарам за вашето присуство и учество во работата на Советот. Точка 17. Информација за состојбата со хоризонталната и вертикалната сигнализација во општина Гевгелиево. Почитуван председател на Совет, почитувани съветници, пред вас има имаме информација за состојбата со хоризонталната и вертикалната сигнализација во општина Гевгелија. Во неа е дадени активностите кои се извршени во 23 и 24 година и активностите кои следат во 25-та. Доколку има прашање, ви ставам на располагање. Благодарам, поверите седнете. Продолжаваме со прашање и дискусии. Колеги? Демерджиева па Атанасов. Благодарам, председателя. Имаме едно кратко прашање до представникот, кој што не образложи оваа точка. Се однесува на делот каде што е напишано делот Б одржување изведба на вертикална сообраќајна сигнализација, каде што се напишани зоните за зонско паркирање. Имате овде се спомнува Пазар и Нов Пазар. Дали на Пазар се мисли Стар Пазар и понатаму значи е запишано има друго зборче Нов Пазар.
тие се две различни локации. Ако може да ми одговори да не... Мислам Да дека се продолжам. две различни, едната ознаката е, едниот е на новиот пазар, едниот е, мислам дека овој превод. Значи пазар е стариот пазар, а нов пазар кај што се пише, знаем. Друго, на една од дискусиите кога разговаравме за новиот пазар, представничката од урбанизмот ни кажа дека, значи ни потврди дека таму се работи за граждано земјиште и делот кај што е обележан да биде зонско паркирање не треба да биде, затоа што зонско паркирање може да биде само на јавна површина, а тоа е градежна парцела. Значи паркингот позади новиот пазар. Тоа не го кажа и представничката, тогаш меѓутоа помина малку подолго време, се уште ништо не е сменето, нити одлука сме добиле од комисијата. Еве ова сега е еден момент да го спомнам и на вас како општинска администрација да преземете мерки да целото тоа биде сменето. Јас не знам таа зона кога ќе биде пуштена, и тоа таблите се уште стојат и таму не смее да има зонско паркирање затоа што е градежна парцела. Доколку не знаете, не сме на чисто зашто зборувам, исконсултирайте се со оделението за урбанизам, значи зад новиот пазар е градежна парцела и таму не смее да има зонско паркирање. И тоа да биде коригирано на време и со таа сигнализација, табли, се што е веќе поставено, да се коригира на време пред да биде пуштена зоната. Благодарам. Благодаря ви вам. Коментар? Допълнително. Атанас. Почитуван председавач, почитувани колеги, почитуван представник на општинската администрација. Ова беше иницијатива од советничките групи на СДСМ за да дојде ова точка на дневен ред, за да ја разгледаме. Јас искрено не сум задоволен од информацијата што не е презентирана денес, што имаме пред нас како точка на дневен ред. И од неа не произлегуваат некои други прашања сега, што сакам да ги поставам и сакам да добијам одговор на истите. Дали од Општинскиот совет за безбедност, каде што има стручни лица, беа консултирани за ова информација за состојбата со хоризонталната и вертикалната сигнализација во општина Гевгелија? Ме е едно од прашањата што сакам да добијам одговор. И едно од најчесто поставуваните прашања во нашата секојдневна комуникација како советници со нашите сограѓани, сакам да добијам од вас одговор во делот на вертикалната сообраќајна сигнализација, односно за семафорите. Град Гевгелија има на две локации семафори. Едната е таму на крстосниста Мирче Ацев, Христоф Рштинин и Линденска. Тие семафори, кои представуваат дури 50% од семафорите во Гевгелија, па да не кажем со години не работат. Се до минатиот петок, денот кога ги добивме материјалите за совет, се вклучи времено работење, односно жолт трепкач и црвено. Значи, подолго време не работат. Сакам, ако може да добиеме одговор, што е причината за тие семафори што не работат веќе толку време. Во делот на другата крстосница на булевар Гевгелија и на Деко Ковачев, каде семафорите се поставени долго време, секој што поминува од таму, што живее во близина или секој од нас е поминал таму, можеше да се увиди дека тие семафори не се добро синхронизирани. Јас ги прелистав во последните 10 години сите буџети на општина Гевгелија, сакав да видам за семафорите, дали е одвојувано, кога се наместени. Сакам да прашам, дали ова се однесува и за двете локации, дали на двете локации што се поставени семафорите
ја имат сета пропратна документација што треба да следи со нив, односно дозвола за поставување, употребна дозвола, сообраќаен проект и сето тоа што следува таму. Вие сте покомпетентен од мене, сигурно знаете. Сакам да добивам одговор, односно да го добивам во писмена форма и ако може да ги добиеме во прилог тие документи на мејл, сите 19 советници да знаеме дали на тие две локации во изминатите години имаме семафори кои што се по сите прописи поставени и кои што се во ред со нивното работење. Читајќи го извештајот, во 2025 година, во текот на месец април, избраниот економски оператор ќе постапи кон поставување на смирувачи на сообраќај со комплетна хоризонтална и вертикална сигнализација. Ќе се изврши обележување на градот и населените места, хоризонтална сигнализација, обнова на постоечката. Едниот од трите пасуса што е наведено, иначе другиот дел од извештајот него ни гледам, еве може и на камера да се види, тој представува класичен ценовник. Значи, верувам колегите сите по видео материјалот што е по оваа информација, може да се види дека е ценовник за одржување изведба на сообраќајна хоризонтална со во метри квадратни по цена. За сите наведени се улиците, за зонското паркирање, даден најголемиот акцент, колку што можев да видам, бидејќи не го читав. Сега во информација за хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација доаѓаме и до блокатори на тркала, паркинг клешта голема, мала, што мислам според мене не е во ред. Од овие трите пасуса, едниот веќе го кажав дека во месец април ќе почне некоја активност и сега ова не знам дали сите граѓани на општина Гевгелија знаат или само ние имаме таа привилегија. Исто така, поради утврдена неисправност кај светлосната сигнализација, семафори во заграда, на крстосница помеѓу булевар Гевгелија и Деко Ковачев извршена е промена на режим за регулирање на сообраќајот. Односно, наместо семафоризација, ставен во сила е режим за сообраќајно регулирање со сообраќајни знаци. Во оваа прилика ве информираме дека во моментов се изработува сообраќајно техничка документација со семафоризација за поставување на целосно нов безбедносен систем за сообраќајно регулирање на оваа крстосница. Јас можам за мене да кажам, јас додека не го прочитав ова, не знаев дека таму веќе семафорите се ставени во функција, најмалку 2 пати од денот поминувам таму, но добро е преку средствата за информирање, преку социјалните мрежи или каде општина Гевгелија, за да ги информира граѓаните, бидејќи, повторувам, не дај Боже да се случи некоја непријатна ситуација, ќе треба да се понесе одговорност за тоа. Мислам дека најголемиот дел од граѓаните и не го знаат ова за тоа. Гледајќи го овој извештај, согледувајќи и во бројките во буџетот, може да се види дека во 2024 година 3.300.000 денари се одделени за оваа ставка хоризонтална вертикална сигнализација. Во ова година 2025 се одделени само 2 милиона денари. Ќе барам од представникот, ако знае, ако не да не одговори на писмено на сите советници да ни прати, зашто е толку драстично намален за 65% буџетот за ова, имајќи во предвид дека треба, се надевам, мислам дека во ова 2025 година на ескапата улица, односно на ескапиот булевар во овој дел од државата, што ќе кошти сека над 1 милион евра западен булевар, треба да биде ставен во функција, имајќи во предвид како изгледаат булеварските решенија во останатите градови низ државата па и пошироко. Верувам дека таму ќе треба доста да се инвестира во сообраќајна сигнализација, како хоризонтална, така и вертикална сигнализација, и дали е овој превид или па е испланирано толку драстично да се намалени средствата за ова сигнализација во буџетот за 2025.
Благодарам, ќе барам одговор да добиам на сите поставени прашања. Благодарам, колега Атанасов. Дел од одговорите ќе ги добие сега? Да. Семафорите се исклучени поради технички проблеми во електрониката. Затоа сега важи вертикалната сигнализација, не светлосната сигнализација. Не гледам да го представам тоа проблем. Сигнализација. Во 23 и 24 се одлежуваше градот за зонското паркирање и поголем дел од средствата беа и за вертикалната сигнализација. Сега во 2025 имаме повторување на хоризонталната сигнализација, обновување, вертикалната е во доста добра состојба и затоа се помалку средства потребни за сигнализација. Не знам што има. Колега Атанасов, ако некој прашање беше заборавено или има дополнително, ќе ги одговорите после. Да, дополнително. Само да го потсетам представникот дека зонското паркирање во општина Гевгелија функционира од 1 февруари 2024 година. Сето тоа обележување на местата во сите зони и во таа едната што е пуштена и во другите зони се изврши во 2023 година и затоа го увидов тоа дека од 3 милиона и 300 во 2024 на 2 милиона во 2025 година и за прашањето дали е консултиран општинскиот Совет за безбедност во сообраќајот, ја добив одговор за изготвувањето на нова информација. Стручните служби сами се. Нашите стручни служби сами го изготвија ова информација. Колега Апостолов за збор. Благодарам, председателе. Почитувам представник на администрацијата. Само едно прашање во врска со семафорот што е на булевард. Ако идеме од градот према Караорман, имаме ние стрелка, зелена стрелка, обавезен правец. Не знам до сега зошто нема се случено сообраќајка. А тие што идат од кај Караорман, што има стрелка, имаме обавезен правец. Тие имат предимство. Во овој случај, луѓето веќе знаат и застанува. Зошто стрелката не ја изтврдите? Само зелено светло и жолто и црвено и завршена работа. Вака имаме обавезен правец, а другиот има предимство да иде од озгоре. Не знам дали сте го приметили тоа. Сега кога веќе електронски, како што нагласите дека има некоја промена, оставите ко зелено светло, секој си знае кој има предимство, кој нема предимство. Благодарам. Благодарам и вам. Ово беше сугестија. Кој ќе се земе во пред. Друг за збор, колеги? Нема, бидејќи нема. Благодарам за присуството на представникот. Продолжуваме понатаму. Тука е. Точка 18. Информација за работењето на АД за водостопанство на РМ подружници Јужен Вардар, Гевгелија за 2024 година. Почитувани председателе, почитувани советници, почитувана јавност, врз основа на годишната програма за работа на Совет на општина Гевгелија, од страна на председателот на Совет беше побарано од АД Водостопанство, подружница Јужен Вардар Гевгелија, да достави информација за работењето на подружницата Јужен Вардар Гевгелија за 2024 година. Од наша страна информацијата беше навремено и уредно доставена до службите во општина Гевгелија а воедно и до вас советниците. Од таа причина информацијата ја имате пред вас, доколку имате прашање во однос на оваа точка, тука сум да ви одговорам. Благодарам. Мене благодарам за воведното излагање на представникот. Отварам дискусија по точката, прашање, дискусии. Нема, бидејќи немаме, благодарам на представникот за присуството. Продолжуваме со точка 19. Предлог одлука за давање под закуп на недвижим имот во собственост на општина Гевгелија
на КП број 6614 КО Миравци и останатите слични точки ќе ги прочитам бидејќи ги разгледуваме заедно. Точка 20 е предлог одлука за давање под закуп на недвижен имот во собственост на општина Гевгелија на КП 6518 КО Миравци. Точка 21 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 146 КО Конско. Точка 22 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 1082 КО Ума. Точка 23 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 4971/2 КО Гевгелија. Точка 24 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 6490 КО Миравци. Точка 25 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 4971/2 КО Гевгелија. Точка 26 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 1620/1 КО Пардејци. Точка 27 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 656 КО Марзенци. И точка 28 предлог одлука за давање на време на користење на недвижен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 2030/3 КО Богородица. Представникот ќе биде представникот на општината Благо Ристов. Почитуван председател на Совет, почитувани членови на Совет, почитувана гевгелијска јавност. Пред вас се документи кои што се однесуваат на постапката за давање на недвижен имот во собственост на општина Гевгелија под закуп или на времено користење. Како што знаете, во 2024 година општина Гевгелија беше посетена од Државниот завод за ревизија и беа утврдени одредени аномалии во однос на располагањето со општинскиот имот. Имено предходно имаше пракса сите овие договори да бидат склучени со непосредна спогодба, но со влегување во сила на законот за користење и располагање со ствари во општинска и во државна собственост, дека таа пракса се напуште и целокупното давање под закуп или на времено користење се остварува преку постапка со електронско јавно надавање. При тоа беше констатирано дека само два објекта, и тоа во катастарска општина Богородица, се дадени во таа постапка, додека другите се во непосредна спогодба. Поради тоа, градоначалникот на општина Гевгелија, како представник на нашата институција, се земе за обврска да се почитува оваа постапка. Ова беше предизвикано најчесто од три причини, односно со нови елаборати беше утврдена нова квадратура на дел од општинскиот имот, кај некои што беа дадени под надоместок сега веќе мора да се спроведе оваа постапка, додека пак кај некои воопшто и тоа не беше застапено. Како што може да забележите, тука има општински имот што се наоѓа во КО Гевгелија, во КО Миравци, во Богородица, во Пардејци, во Мрзенци. Некои од тие се ставени во иста одлука затоа што се наоѓаат во иста катастарска парцела, но имаат различни врезови. Доколку бидат усвоени овие одлуки, следува процес на проценка на вредноста на овие објекти во општинска собственост, значи 0,5% е почетна вредност, понатаму следува објава, со објава ќе следи и едукација на сите заинтересирани субјекти и на крајот тоа ќе финализира со склучување договор и со заверка на нотар за период од 5 години. За овие објекти што се дадени без надоместок, исто така ќе следи јавен повик за да се пријават Сдружение на граѓани и други непрофитни институции од општина Гевгелија, па ќе се формира правилник со критериуми и на крајот повторно ќе оди со одлука на Совет за давање на овие три објекти во собственост на општина Гевгелија, односно сега моментално тие се во користење на Сдружение на граѓани Точак во Гевгелија, Планинарскиот дом Томе Шутов Кротки во Конско и продавницата во село Ума. Доколку сте заинтересирани за други прашања, ви стојам на располагање. Благодарам на представникот за уведното излагање. Сите отворам претрес по сите точки. Дали некој се јава за збор? Нема. Бидејќи нема, ја затворам пред расправата и преминуваме на гласање по истите. Точка 19, кој е за?
Едногласно. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Точка 20. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Точка 21. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Точка 22. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог одлуката е усвоен. Едногласно усвоена. Точка 23. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог одлуката е едногласно усвоена. Точка 24. Кој е за? Благодарам. Констатирам дека предлог одлуката е едногласно усвоена. Точка 25. Кој е за? 25 повлечеме. И затоа сега 25. 26 се и пак 26. Јас кога повлечех, ги подигнах тие да горе. Така да внимавах на тоа доста. Таа точка, забравете, повлечена. Значи точка 25, кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Точка 26, кој е за? Благодарам. Констатирам дека предлог одлуката е едногласно усвоена. Точка 27, кој е за? Благодарам. Констатирам дека предлог одлуката е едногласно усвоена. И точка 28, кој е за? Благодарам. Констатирам дека предлог одлуката едногласно е усвоена. И последната точка за денешниот дневен ред, точка 29, предлог заклучок за усвојување на елаборатот за проценка на штети од природна непогода пролетен мраз што ги зафати населените места Гевгелија, Негорци и Богородица на ден 23 до 21, према 21.3.2025 година. Представникот е тука. Почитувани советници, почитувани председавачи, денес пред вас презентирам последниот елаборат што се случи на времето од пролетен мраз во деновите 21.3.2025 година. Првата дојава комисија ги добија на 22 и веќе на 23 марта имавме првата седница и донесовме заклучок да се објави на околните медиуми, луѓето да носат пријави тие што имат претрпено штети од раните мразови. Пријавувањето траеше до 4 април и веќе од понеделникот комисията вршеше увиди на терен и потоа работеше во канцелариските услови. На времето од ран мраз ја зафати територијата на катастарската општина Гевгелија, Негорци, Предејци и Богородица. Во рокот за пријавување пристигнаа вкупно 6 пријави при општина Гевгелија, од тоа 4 физички лица и 2 правни лица. Опфатот на купната површина што ја зафата раните мрезови на овоште култури се несува овие штети, опфати 966.497 метри квадратни или преведено во хектари 96,62 хектара. Од тоа, кај правните лица 94,15 хектари, кај физичките лица 2,5 хектара. Према нашите согледувања, процентот на опфатено се движеше на штета се движеше од 70% до 100%, за жал, погледен дел беа 100% уништени овошните насади. Тоа по населени места би изгледало вака. Гевгелија, катастарска општина Гевгелија, 65,15 хектара, Негорци 30,76 хектара, Предејци 0,22
хектара, Богородица 0,50 хектара. Кај мене лично се појави дилема како председател на таа комисија, а тоа го споделивме со другите членови на комисијата. Се чудовме зошто нема доставено пријави од катастарската општина Миравци, Милетково, Моин, Петрово, бидејќи ние како поготово јас како долгогодишен член на таа комисија, знаеме дека таму има овошенаси дореви од праски, а не пријавија луѓето. Тоа е дилема која некогаш треба на совет да ја расчистиме зашто луѓето веќе немаат мотив да вршат пријава на културите. Јас се сомнам дека причина за ова поготово за Вранонајца е тоа што ист ваков случај на територијата на нашата општина Гергелија имавме на 8, 9 и 10 април. Тогаш имавме на сума од 35 милиона штета, исто така мраз. Тоа беше 8, 9 и 10 април 2021 година. Нашите земјоделци до сега нема земно никаква надокнада, никаков процент од штета што ние правиме како комисија на тој elaborat. Исто така се насуваше за голомразец. Но за тоа некогаш, ако отвориме тема, треба малку пошироко и ќе не треба поширока анализа зашто не се случува ова, луѓето да не пријавуваат штети, а знаеме дека ги имат. Нашите препораки во elaboratот може да ги имате во писмени форми. Ние повторно ќе ја повториме да се мотивираат нашите земјоделци. Знаеме дека има субвенции од Министерството за земјоделие, околу 60% за осигурување. Ние кога разговараме со нашите земјоделци, викат не доаѓа скапо и не се исплаќа на мали површини да врши осигуровка. Втората, за прв пат таква препорака ви препорачуваме, следејќи го примерот на еден индивидуален земјоделец од Богородица, млад човек, кој ево од неговата љубов према овошарството, во Богородица е направено овошарник од стреша на шпалирски во хала. Ние втора точка од нашата препорака во elaboratот ни беше да се обидеме да мотивираме земјоделците кои се во материјална можност да се борат со временските неприлики кои од година на година стануваат се понезгодни за нашето земјоделие, тие што се финансиски мокни, а може и државата да им помогне да се полека постапно преориентираат на такво современо производство, да шпалирско овоштарство во покриени хали. Таа не е втората препорака што ја даваме на вас како советници во elaboratот. Инаку, што се однесува во штета во износ во денари, купната штета ние ја проценивме 31,191, зборува во милиони, а кај вас е доставено во 1000 денари. 31.191.690 денари, или во евра претворено 507.180 евра. Од кога ги намаливме нашите резултати за 20%, согласно методологијата, која методологијата е предвидела и ние по тоа постапуваме, најдената штета да ја намалиме за 20% на име неостварени трошоци за берба, амбалажа, патни трошоци, работна рака. И ние тоа го правиме со, да ви кажам искрено, со не мирна совест. И имавме разговарање со тие што комисиите и претходни со овој состав, дека на физички земјоделци џабе им кинеме 20% од најдената штета, бидејќи ние тој трошок го немат, овие што се физички земјоделци. Они се обично семејно, вршат семејно одредување на тие култури, они тој трошок го нема 20%. На 6 тона ние му земеме 1200 кг од напред на тој неостварен трошок, што е по мене незгодно. И не е служи тоа на чест на нас како комисија од старт да им субсидираме 20% за тие неостварени трошоци на берба, амбалажа и транспорт. Ова не е врска за elaborat, би сакал да дадам еден мој став, дека ова штета не е реалната штета, 500 милиони, него таа фактички ние задржавме 100.000 евра на тој неостварен. Значи, реалната цена на штетата наша во општина Гергелија со ова голобрајаца е 608.600 евра, а не 507.000 евра.
Тие пари за жал нема да влезе во општина Гевгелија, цела општина на некој начин сме со тој ускратен со тој приход од 600 и нешто илјади евра. Штетите на овоштарството во 1000 денари би сакал да кажам по структура, правни лица и физички лица. По состава правните лица имаат претрпено штета од 29 милиона 099 илјади денари, физички лица 2 милиона 092 692. По степен на оштетеност уништени средства од таа сума се 28 милиона 255,372, а оштетени средства кои не е цел род уништен е 2 милиона 936 320 илјади. Или по населени места тоа изгледа вака. Гевгелија има претрпено 18 милиона 379 илјади штета, тоа е се во уништено. Тие се плантажите на Алегро, тоа е правно лице. Праски, калинки, јапонско јаболко. Негорци 12 милиона 208 илјади 096, од тоа оштетување 2 милиона 648 и уништен плод 9 милиона 560 096 илјади денари. Пардејци, има тој само еден индивидуален земјоделец, има 90 1720 денари. Сето тоа му е во уништено средство, таа праска, настат од праски. И Богородица 513 806.000 и тоа исто така поделено во две категории. Оштетено има 288 320 и уништено 225 556.000 денари. Или нашата општина во пресветено килограми оваа година ќе има помалку род во овоштарството, во онаа што е оштетената категорија 54.604 килограма, а уништен род уште во фаза на цвет 1.462.020 килограми праска, јапонско јаболко, слива, бадем и цреш. Накратко, во однос на елаборатот, тоа имав да го презентирам. Одлично, благодарам на образложението. Повелите, седете доколку има дискусии или прашања од колегите советници. Колеги, повелите. Не. Ке поправите вие пред да се подпише. Добре. Службата има на знаење. Да. Ке биде информиран и представникот, а и вие во финалниот документ тој ќе го поправите. Доколку нема дискусија, јас се благодарам на представникот за присуството. Предлог заклучокот го ставам на гласање. Само таа причина, еве тоа нека влезе во записник. Кој е за? 14 за, ќе останете само шамалци. Кој е против, воздржани нема, констатирам дека предлог заклучокот е усвоен. Со тоа, колеги советници, дневниот ред на 61-та седница на Совет на општина Гевгелија исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуството. Гасите.